Од Франкфурт се враќаме во Скопје, како што најавивме на самиот почеток на емисијата. Денеска го тестираме новиот Јарис. Овој автомобил, кога се појави, беше многу атрактивен во својата класа, но ги изгуби конците во текот на неговата 12-13 годишна кариера. Но со новата генерација Toyota повторно го лансира Јарис во врвот на B-сегментот. Не само димензиски, туку и многу е посветено внимание во Јарисот на дизајнот. Како што гледате, самата предница веќе асоцира на рели автомобилот кој се надпреварува во светскиот рели шампионат. Тој Јарис е извонредно атрактивен, но и предницата на цивилниот Јарис е многу атрактивна. Исто така направени се некои дизајнерски смени во филозофијата на Toyota. Додека на задниот дел се гледа дека Јарис е веќе матурант. Не само во години, туку и во дизајнерскиот пристап. Многу делува посериозно и делува многу поробусно. За жал, просторот во ГПК-от остана како кај стариот. Исто така во тест моделот го имаме и стариот трицилиндерски 1-литарски мотор. Но неговиот адутот на новиот Јарис е цената. Toyota во претходните генерации на Јарис беше една од најскапите во класата, но сега се смени целата приказна. Toyota останува со својот висок квалитет, но ја намали цената, односно ја задржа истата што се однесува до стартното ниво на опременост. 9990 евра е добар аргумент за овој автомобил. Неговата вокација е да ги задоволи градските потреби за превоз. Значи, имаме доволно простор во внатрешноста, кој морам да кажам дека е модерно и квалитетно конципиран. Кога седите, особено на предните седишта, забележувате дека не е само квалитетот на пластиката зголемен, туку и самиот изглед на внатрешноста е многу зрел. Вие имате представа дека сте во многу поголем автомобил, бидејќи дизајнот на внатрешноста е направен како за поголем автомобил, а да не зборам и за комоцијата на седиштата, која е навистина извонредна што се однесува до оваа класа на автомобили. Но зборевме за дизајнот. Мене исто така ми се допаѓа некои решенија. Например, на предната страна можете да сместите телефон кој е добро изолиран и добро пасува дури ако му е поголема димензијата во просторот каде што е предвиден за телефонот. Опременоста мене ми се допаѓа, бидејќи имате сите оние конективни технологии кои се многу неопходни за модерното живење, но и за исползувањето на автомобилот. Кога се промовираше Јарис, ако добро ме служи меморијата, некаде 1998 или 9-та, трицилиндерските мотори не беа популарни, но од тогаш па до денеска се сменија работите. Имено, токму сега се многу популарни трицилиндерските мотори. Toyota е секогаш попредпазлива во имплементирањето на новините во своите автомобили, па затоа и ја краси епитетот дека е еден од најиздржливите автомобили. 64 коњи силниот мотор можеби не е доволен да се надпреварувате со него, но сосема е доволен за онаа намена за која е наменет, а тоа е градска мобилност, економичност, но и добра издржливост за средни релации. Токму тоа сакав и да го
споделам со вас. Неговата намена е извонредно погодена. 64 конските сили можеби не се доволни, како што реков на самиот почеток, но тие се економични. На отворен пат ја забележав просечна потрошувачка од 5,7 литри, додека во град таа потрошувачка се качи на 6,4 литри. Но поентата е во тоа што во ниту еден момент не осетив дека сум инфериорен учесник во сообраќајот. Моторот многу добро е впрегнат со 5-степениот мануелен менувач. Можеби и тука треба да се искритикува малку Toyota, бидејќи конкурентите или претендентите, ќе повторам, на врвот на без сегментот имаат 6-степен мануелен пренос. Но тоа не е голем хендикеп. Многу важно во овој сегмент е цената и гаранцијата. Ке повторам, 9.999 евра не се многу за ваков автомобил. Ако ќе се додаде уште 6 годишна гаранција која ги опфаќа сите елементи на возилото без оглед дали се механички склопови или електроника, тогаш повторно атрибутите одат на контото на малиот Јарис. И на крај на возењето доаѓа сублиматот за Јарис, а тој е сосема позитивен. Иако има благи еволутивни промени во однос на механиката, мора да се пофали неговата удобност и чувството во возењето. Управувачот одлично функционира и му дава одлична интеракција на возачот со самиот автомобил. Исто така одлично функционира и рачниот менувач. Но забележливо за Toyota е дека во многу нешта, како што е во радиото, потоа градската километража и уште да не набројувам многу елементи, ги користи старите решенија. Но тоа не значи дека тие решенија не се добри. Јарис е извонреден автомобил и може да се каже дека со оваа генерација и оваа политика на цени која има Toyota има одлична шанса да се врати во најпродаваните 3 возила не само во Македонија, збориме за Б сегментот туку и за европскиот пазар. Toyota знае што прави, едноставно, полекано, сигурно ги освојува срцата и на купувачите од Македонија, кои во последниве 25 години се покажа како многу разгарлени и пробирливи. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав до следната недела, кога ќе се видиме во истото време и на истата фреквенција. До гледање.